Без цигара не поминува денот. Македонците се убедливо најголеми потрашувачи на цигари во регионот и во топ 10 во светот. Дури 46% од возрастните се пушачи на цигари, при тоа не сметајќи ги електронските цигари и другите тутунски производи. За споредба, во Европската унија пушачи се 18,4%, а во светот 17% од населението. Речиси секој втор пушач во Македонија троши повеќе од една кутија цигари дневно. Од година в година возраста на која младите почнуваат да пушат драстично се намалува. Просекот во Македонија е 13,5 години. Истражувањето на Think Tank-от Аналитика покажува дека пушењето може да доведе до 39.000 смртни случаи во следните 40 години. И покрај застрашувачките бројки, анализата покажала дека македонците немаат намера да се откажат од пушењето. Богатите истовремено конзумирале и повеќе алкохол, оние од средна класа заради пушењето не трошат на образование, додека посиромашните попрво би избрале цигара отколку да си купат нешто за јадење. Дури 13% од платата ја трошат на тутунски производи. Конзумацијата на тутун, односно трошоците кои што се потрошени на некој начин за набавка на цигари, влијаат да се исфрлат трошоците поврзани со храна, млеко, млечни производи, односно фамилиите на некој начин имаат значајно нарушување на нивниот животен стандард заради тоа што имаат издатоци за цигари. Истражувачите препорачуваат властите да ги едуцираат граѓаните за штетните ефекти на цигарите врз здравјето на луѓето, но и врз нивниот семеен буџет. Дополнително, зголемувањето на акцизата за 16% годишно треба да доведе до натамошно поскапување на цигарите за околу 13% во 2025 и 2026 година, а со тоа и до откажување од пушење на дел од луѓето и намалување на трошоците за здравствени услуги. Покачувањето на акцизата би значило и плюс 30 милиони евра во државниот буџет годишно. Конкретно чини ми се за Македонија, значи да сме имали Конкретно за Македонија имавме пример ако се зголеми акцизата за 15% и некаде за 10%, ке се зголемат приходите од акциза во тој дел од буџетот. Она што сите симулациски модели го покажаа е тоа дека со зголемувањето на акцизата за цигарите дефинитивно доаѓа да каже, еве на англиски до вин-вин стратегија, дека ќе дојде до зголемување на приходите во буџетот од една страна, а од друга страна намалување на потрошувањето на цигари, што е една важна цел во спогодба со она краткорочно полнење на буџетот. Од здравствен аспект доаѓа до намалување на преваленцата, го видовме тоа од податоците за Македонија некаде 1 до 2%. Македонците пушат најефтини цигари во Западен Балкан, односно кутија просечно чинела 2,4 евра лани. На акциза отпаѓаат 1,12 евра. Во Македонија акцизата изнесува 56 евра на 1000 цигари, што е значително под правилата на Европската унија за 90 евра. Дополнително унијата ќе го разгледува и предлогот акцизата да се зголеми и до 200 евра за 1000 цигари, што значително ќе ги поскапе цигарите.